Има благи подобрувања во квалитетот на собраниската дебата за претходната 2025 година, но сепак нема високи резултати, односно од можни 1 до 10, таа ја добила средната оценка 5,7. Опозицијата бележи поголема активност од пратениците на власта, а забележана е изголемена активност на опозиционите пратеници од албанските политички партии. Подобрување има и во настапите на пратениците, односно намалени се нивните навреди и дисквалификации меѓу политичките противници, но забележано е дека нивните говори се слабо аргументирани. Дека ниското ниво на аргументација во репликите и контрарепликите ја бутка целокупната оценка генерално. Класично и разбирливо позицијата секогаш повеќе има настапи и тоа го мериме, 63% од настапите се на опозиционите пратеници, 37 се од владата, од власта, пратениците на власта. Пратениците потврлиле и во дебатирањето за ранливите и маргинализирани групи граѓани. За младите и нивната иднина слабо се дискутира и тоа единствено кога има меѓусебни критики кој е виновен за нивното иселување. Во однос на институтот Канцеларии за контакт со граѓаните забележано е слабо функционирање, а одредени пратеници воопшто и немале контакти, а граѓаните најчесто барале помош за вработување. Најчесто теми кога станува збор за работа и работен однос можете да претпоставите, тоа се теми за вработување, но можете да видите дека има иницијативи за транспорт, инфраструктура, за социјални услуги. Толку се поделени граѓаните во однос на политичката припадност да просто не се осмелуваат да влезат во канцеларијата на друг пратеник, бидејќи ќе бидат прецепирани како да припаѓаат одредена политичка партија. Од NDI најавија дека од 27 април до 5 мај ќе стартува годишниот караван за директни контакти на граѓаните со пратениците, во кој ќе бидат посетени 8 градови. На овој караван ќе бидат промовирани алатките за приближување на работата на собранието и пратениците до граѓаните.